Работникот си дојде по ветеното. Сојузот на синдикати на Македонија постави символично 21 столче пред владата, повикувајќи ги министрите да ги исполнат ветувањата кои им ги дадоа за 2806 денари линеарно покачување на платите. Втор ден во штрајк се над 130.000 вработени во јавниот сектор, откако владата ги излажа и најдени за изговори за да не им го даде ветеното покачување на платите. Како за 1 мај, на наша жалост не пречека. Тогаш кажа дека за сите ќе има 2806 денара со ребалансот за буџетот, денеска ги нема. Затоа јавно апелирам и им кажувам, работникот си дојде по обеќаното, работникот си дојде по своето, бидејќи ние немаме више друг начин како да издржиме во оваа економска криза. Повиците беа попусти. Никој од владата не се појави. Додека од власта се глуви за барањата за работниците, поддршка добиваат од опозицијата. Откако ВМРО ДПМН јасно кажа дека стои зад барањата на ССМ, на денешниот протест дојдоа и пратениците од Алијанса за албанците кои ветија дека ќе го дадат гласот за амандманот со кој треба да се обезбедат пари за покачување. Да не може 30 милиона евра да се најдат, не мислам дека не може да се најдат. Еве јас тука заедно со вас ќе им кажам каде може да ги земат тие пари. Моментално што збориме ние, капиталните расходи се има реализација 20%. Било која влада да е, за 6 месеци што останале, не може до 80% од планираното да се реализира. Што значи дека еве, од нереализација на капиталните расходи има 30 милиони евра да се реши овој проблем. Во дел од установите утринава имало притисоци за да се прекине штрајкот, но како што порачуваат од ССМ без разлика на тоа нема да отстапат од нивните барања. Од друга страна, дел од установите каде ингеренции има локалната власт веќе потпишуваат спогодби за покачување на платите, но тоа се уште не се случило никаде каде ингеренции има централната власт. ССМ утре ќе протестираат пред Министерството за финансии, каде ќе побараат одговори од ресорниот министер. Зошто не се предвидени средства во ребалансот за покачување? Прекинот на работата во јавните установи ќе продолжи и утре, а од 10 до 11 часот вработените излегуваат пред установите за да го изразат револтот. Според правилата за штрајкот се извршуваат работи со 10% од расположливиот капацитет на персонал.